На земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип денес се одржа работилница посветена на испитувањето на ромите во храната и пијалоците. На работилницата учествуваа домашни и странски предавачи и учесници од повеќе европски држави. Според професорот Зоран Поповски, изборот работилницата да се одржи во Штип е резултат на активното учество на универзитетот во европските КОС-акции. Значењето е во неколку работи. Значи, ние во овој момент сме една од престижните држави со околу 92% опфат на научната популација во КОС-акции. Втора работа е да оваа година ние добивме 3 КОС-акции како предлагачи, односно како носители на тие акции. Како држава до сега во изминативе 24 години сме имале само 2, а оваа година добивме 3 такви акции, што зборува за подемот на овие активности во Македонија. УГД е една од институциите и како универзитет, но и факултетот како институција од поактивните членови имаат навистина големо учество во овие КОС-акции и веројатно тоа била причината да менаџментот на оваа акција се определи оваа работилница да ја организираат баш во Штип. Работилницата собра експерти од 7 европски држави. Освен предавањата, гостите ќе имаат можност да дегустираат и македонски вина и храна. Почестени сме и навистина сме горди што го организираме овој настан токму на Земјоделски факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Работилницата е посветена на сензорна евалуација, аналитичка карактеризација на храна, која што е базирана на растителни протеини, значи на храна со растително потекло и на пијалоци. Во рамките на работилницата ќе имаме мастер-клас на македонски вина, значи гостите кои што се учесници, односно доаѓаат од голем број на европски држави, ќе имаат можност да се запознаат со македонски вина, да дегустираат македонска храна, растителна секако храна, која што нели е топик, односно тема на оваа работилница, и исто така ќе имаме предавања од експерти кои што се тука од 7 држави, експерти кои што ќе ги одржат своите презентации на темата која што ја покрива воркшопот. Учесниците велат дека ваквите средби се особено важни за младите научници, бидејќи им овозможуваат директна размена на знаење и искуства. Професорката Барбара Сигмунд од Универзитетот за технологија во Грац вели дека малите групи овозможуваат подобра комуникација и соработка. Добра можност за средба и работа во мали групи. Имаме околу 30 учесници и одлична можност да се измешат професори и, што е уште поважно, млади научници. Ваквите мали групи овозможуваат ефикасна комуникација и интеракција, која не е можна на поголемите конференции, изјави Сигмунд. Инаку представниците на факултетот посочија дека ваквите меѓународни средби се значени за поврзување на научниците и размена на искуства.